Повод за денешната пресконференција е синотешното интервју на премиерот Груевски, во кое тој испрати неколку порачки по социјално-демократскиот сојуз на различни. Господине Груевски, веднаш и директно да ви одговорам на вашиот повик од сега. Ја поздравувам вашата одлука конечно да се одважите, да се обедете храброст и да го прифатите нашето барање за предвремени парламентарни избори. Најпосле, светло на крајот од тунелот за напредување. Предвремените парламентарни избори се единствен демократски начин за решавањето на оваа длабока криза и излез од ќосокакот во кој ток вие недоместно. Предвремени парламентарни избори и треба и мора. Но во исто време не било какви, туку само фер и демократски избори се решение и избор. Се друго ќе значи продолжување и радикализирање на кризата. Сите 5 услови кои што ги дефиниравме за наше враќање во собранието се легитимни, логични и сите до еден поврзани со демократски амбиент за фер избори. Да подсетим. Прво, повлекување на одлуката за замрзнување на сметките на АЕВ, Време, Шпиц и ТОХР. Ако оваа одлука остане, АЕВ телевизијата ќе згасне, а весниците ќе престанат да издържават. За какви фер избори, господине Груевски, може да стане збор, ако во предизборната кампања водиме само со вашите провладни и партиски медиумски мегафони. Второ, закон за рамнувена распределба на народните пари наменети за владени кампањи на сите активи што ја покриваат територијата. За какви фер и демократски избори, господине Груевски, може да стане збор, ако во предизборната кампања изгубите десетици милиони евра буџетски пари за корумпирање на регионите. А на прашањето во која земја има таков закон, ќе ви одговорам во истиот момент, кога вие ќе одговорите на прашањето во која земја има таква влада, која што на таков неодговорен, криминален, политички селективен начин троши огромни буџетски пари за собствена пропаганда. Трето, неопходните измени на изборниот закон со консензус да се согласат пред нашето враќање во собрание, а потоа без надгласување и амандмански измени да се усвојат из парламентарната процедура. Што има по-нормално од ова? Па зарем вие сакате сами со свој терк да го менувате изборниот закон? И не се повикувате дека по овој закон се одржале парламентарните избори во 2008 година, притоа лажејќи целата македонска јавност, дека тоа биле најдобрите и најдебри избори. Па токму во 2008 се случи огромното насилство со употреба на огнено оружје и пукање на играчките места, и да ве посетам, ако сте заборавили, имаше и двајца маци. Само немојте да кажете дека не ме интересира што се случува во таде Гручи или на левата страна на реката Вардар, затоа што тоа би отворило други незгодни прашања за вас. Исто така ве подсетам дека и СДСМ и ВМРО ДПМН јавно им ветија за гарантирани изборни квоти на малите етнички заедници. Ќе си го одржиме ли дадениот збор, господине Груевски, или не? И конечно ќе гласа ли диаспората на овие избори? Или тоа беше уште еден ваш патриотски трик? А ако гласа, се знае ли каде, кој и како ќе гласа? Четврто, формирање на парламентарна комисија за проверка на избирачките списоци. Што е тука спорно, господине Груевски? И може ли воопшто да се оди на избори без да се заврши оваа работа? Ако списоците се во ред, од што навистина се плаши? Пето и конечно, уставни измени за тргање на министерот за правда од судскиот совет. Тука нема да трошам зборови за никакви објаснувања. Ако досега на Груевски не му станало јасно зошто тоа мора да се направи, што и да кажеме, колку и да повторуваме, никогаш нема да биде јасно. Но за да не биде ова барање искористено како изговор, дека заради должината на процедурата служи за пролонгирање на терминот за предвремени парламентарни избори, еве денес соопштувам дека од него се служува.
овој услов на нашата листа повеќе не постои. Ценети присутни, почитувани граѓани, еве го нашиот предлог план со временски рокови за наше враќање во собранието и распишување на предвремени парламентарни избори. Првиот чекор, стигнување на блокадата на сметките на АР, време Шпицки КХР. Потребно време за овој чекор е толку колку што може да трае еден телефонски разговор на Груевски или Маневски, се разбира свртен на вистинскиот број. Знам дека Груевски нова ќе одговори дека судството е независно и дека тој нема намера да се меша в неговата работа. Така и би требало да биде. Но, господине Груевски, вие веќе грубо се замешавте со вашата политичка одлука да ги затворите овие медиуми. Сега на ист начин повторно замешате се и поправете својата грешка. Впрочем, колку е судството независно и колку се медиумите слободни во Македонија, ве упатувам да ги погледнете сообщенијата од Белата куќа од Стејт департаментот во Брисел. Второ, веднаш потоа, Социјалдемократскиот сојуз се подготвен да седне со поголемите парламентарни партии на преговарачка маса и на лидерско ниво, и на ниво на работни групи, за усогласување на законот за распределба на средствата за медиумите и изборниот закон. Заради заврзување на процесот на усогласување, подготвени се од наша страна да доставиме иницијални текстови на овие закони. Со искрена политичка волја и интензивна работа, целокупното усогласување може да заврши најдоцна до 15 март. Истиот ден, кога ова ќе биде направено, Социјалдемократскиот сојуз ќе се врати во собранието. Веднаш на првата наредна седница се формира собраниска комисија за контрола на избирачките списоци и се отпочнува процедурата за донесување на законите. Согласно уставот и деловникот, оваа процедура ќе трае најмногу 30 дена, и тоа по редовна постапка. Во истиот период, собраниската комисија ќе изврши контрола на избирачкиот список. Целокупната активност може да заврши најдоцна до 20 април, кога собранието на Република Македонија ќе се распушти и ќе се исполнат сите услови предвремените парламентарни избори да се одржат во средината на јули. На овој начин ќе се нормализира работата на парламентот, и тоа за 3 недели од денес, и ќе имаме предвремени парламентарни избори оваа пролет. Господине Груевски, ова е сериозен план со конкретни рокови. Сега вие сте на потис. Ако сте искрени во подготвеноста да се соочиме со народот, докажете го тоа. Прифатите го овој предлог и ајде да почнеме да работиме. Ајде да одиме, ама навистина да одиме на избори во јуни. И сосема за крај, за уште една лага изречена во следнокевичното интервју. Јас 2 пати бев во официјална посета на Белата куќа. Еднаш на покана на потпредседателот Алгор и вториот пат на покана на потпредседателот Тичеј. И двата пати отидов и се вратив со гордо хрената глава и без потреба да го објаснувам зашто навистина таму станало збор. Тоа е огромната разлика во Груевски. Ви благодарам, а сега стојам на располагање да си ваши прашања.